По денешната неколкучасовна лидерска средба во клубот на претениците, премиерот Зоран Заев потврди дека предлогот за кој разговарале со неговиот грчки колега Алексис Ципрас е Република Илинденска Македонија за севкупна употреба. Во пакет решението јазикот останува македонски, идентитетот е гарантиран, а за кодовите останува МК и МКД. Заради гаранцијата за влез во НАТО и Европската Унија, заради гаранцијата за идентитетот македонски, ќе прифатиме севкупна употреба на името Република Илинденска Македонија, како и заради зајакнување на меѓуетничката кохезија. Заев дополни дека прифатеното решение за севкупна употреба, за внатрешна употреба ќе се спроведува во фази и најави дека е предвиден референдум на што била согласна и Грција. Истакнувајќи дека Илинден е наша светла иднина и оти македонскиот Илинден е гаранција за мултиетничка Македонија, Заев побара широка поддршка од сите политички партии, од граѓаните од сите националности да дадат поддршка за Република Илинденска Македонија. Тој рече дека ова е историска шанса за решавање на повеќе деценискиот спор и ја нарече четврти Илинден. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски по завршувањето на лидерската средба, на која беше запознат со предлогот за промена на името Република Илинденска Македонија, изјави дека ВМРО ДПМН останува на ставот од минатото, дека нема да поддржи промена на уставот и на уставното име. ВМРО ДПМН останува на ставот кој што беше повторен во минатото во многу наврати, дека нема да поддржи промена на уставот, а со цел промена на уставно име. Целокупниот процес се водеше во тајност, целокупниот процес се водеше екзибиционистички, беа загрозувани националните и државните позиции на Република Македонија. Патот до целта е јасен, интеграција до Европската Унија и НАТО, но очигледно дека траекторијата е различна. Предлогот кој што го пред вас представи господинот Заев, дека предвидува и промена уставното име. Односно име, како што слушнав, за севкупна употреба, тоа подразбира и промена устав. Шефот на државата Ѓорги Иванов по средбата побара на писмено да го добие она што досега разговарано во преговорите со Грција, а потоа ќе се изнесе во однос на предлогот. Процесот мора да се води во рамката утврдена од Обединетите нации и било кој документ мора да биде предмет на разгледување не само на лидерите на партиите и на државниот врв, како што тоа беше денес, туку мора за тоа да се консултираат и експертите од меѓународното право и меѓународните односи, затоа што видовме во минатото недоследност од грчка страна кога станува збор за документ кој треба да го усвојат и двете страни. Додека се одржуваше лидерската средба, пред клубот на претениците имаше протести на мала група граѓани кои порачаа дека нема да прифатат промена на уставното име на Македонија.